За Бугарија не постои македонски јазик со уште една ваква провокација започна седницата на која ќе се гласа доверба за владата на Кирил Петков. Пратеникот на Има таков народ Станислав Балабанов од собраниската говорница кажа дека владата мора да падне, а една од причините за тоа е што премиерот подготвувал национално предавство во однос на спорот со Македонија. Какво ни казват всъщност французите? Вие пуснете Северна Македонија. Што ни кажуваат всушност французите? Пуштете ја Македонија, па ние ќе ви ветуваме. Ви ветуваме дека некој ден ќе се погрижиме за правата на бугарите во Македонија. Можеби за 5 години, можеби за 10 години. Вие пуштете ја Македонија, па ние после ќе се разбереме. Ние знаеме дека за вас не постои македонски јазик, но за нас во Франција постои. Вие пуштете ги, па нема никакво значење што постои за вас. Вие пуштете ги, ништо што за нив сте малцинство. Еден ден ви ветуваме дека можеби ќе станете и државотворен народ. Кирил Петков во своето излагање премолча Македонија, повеќе говореше за финансиите кои Бугарија би ги загубила поради политичката криза и евентуалниот пат на владата. Призовавам ви да се сетите отново за вашата клетва като народни представители. Ве повикувам да се сетите повторно на вашата заклетва како народни избраници. Во неја го нема ниту господинот Трифонов, ниту господинот Борисов, ниту Ахмет Дуган, ниту госпоѓа Митрофанова. Вие ги изрековте следните зборови. Се заколнувам во името на Република Бугарија дека ќе ги почитувам законите и уставот на државата и во сите действија ќе се раководам од интересите на народот. Нека таа заклетва ве води во вашето решение во текот на утрешниот ден. Додека во собранието се дискутираше околу иднината на бугарската влада, ВМРО БНД предводени од Ангел Джамбаски протестираа пред домот на бугарскиот премиер. Причината поради која сме тука е тоа што сакаме да слушнеме од премиерот одговори на прашањата кои мислиме дека се важни во однос на двојната надворешна политика кон Македонија. Покрај Македонија најголем дел од дебатата во собранието и околу финансискиот крах кој според опозицијата се заканува на Бугарија, што беше една од причините поради која Слави Трифонов реши да ја напушти владината коалиција. Иднината на бугарската влада ќе се знае во текот на утрешниот ден, кога треба да се гласа доверба за Петков и колегите.